Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tažno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Koga sme radosni, koga sme srećni, ubavo je neli, da imaš druga, da videš druga. So drugar od radost da se deli, so drugar od radost da se deli. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tažno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tažno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Koga pak nešto naopako hodi i bolka ne tišti, i bolka ne mači, da imaš drugar i to je mine. Drugarstvo to najmnogo mi znači. Drugarstvo to najmnogo mi znači. Zdravo, zdravo. Здраво, здраво, здраво. Драга дружино, по неколку неделното возбудливо дружење со нашите надпреварувачи во квизот кој знае, знае, кој не знае, ќе научи. Како што гледате, стигнавме и до почетокот на крајот на нашиот квиз. До нашето супер финале. Супер финале во нашиот супер квиз. А еве ги и нашите надпреварувачи, нашите супер надпреварувачи, супер Гоце Скокале. И супер Поце Кокале. И двајцата од Криволак. Нашите страшни надпреварувачи Поце и Гоце со нетрпение очекуваат во рубриката Не е крива река, единствената крива река на светот, ништо да не ги прашаме, па затоа ќе си дозволиме првите 3 прашања да ги прескокнеме, а четвртото и петото прашање да ги поставиме наопаку. Значи, внимавајте. Внимавајте. Време за размислување 0 секунди. Колку? 0 секунди. Добро. Четвртото прашање носи цели 0 поени. Внимавајте. Окак ес етакив. Сега. Поце. Значи јас, нели? Да. Тоа го знам тоа. Тоа сите го знаат. Јас се викам Поце Кокале. Браво. А јас, нели, се викам Гоце Скокале. Браво. Браво. Точно, на пробното прашање наопаку Окак ес етакив. или како се викате не наопаку, го добивме точниот одговор. За ова пробно прашање доделуваме по цели 0 поени. Одиме понатаму. Петото прашање за нови 0 поени гласи Ивкак, Ици, Нечу, Ец. Сега. Јас. Поце, повели? За 0 поени, 0 одговор. Мислам, тоа не е важно. Да, и јас мислам дека тоа не е многу важно. И зошто мора вие се да знаете? Да. Па не мораме сега ние да кажеме овде пред сите, вам да ви кажеме какви ученици сме. Да. Браво, супер одговор. Браво. Супер одговор од супер Гоце и супер Поце. Да. Во нашиот супер квиз, кој знае, знае, кој не знае, ќе научи. На прашањето какви ученици се, тие одговорија не е важно, што мораме ние се да знаеме. Браво. Честитам. Значи, честитам. Резултатот, како што можеме да видиме, сега резултатот е
се уште нерешен. Да, како на почетокот. Внимавајте, а сега, слушај, Поце, би можел нам, Соленче, да ни кажеш, какви ученици сте вие всушност? Не, тоа никако тоа не би смеел. Па како да кажам дека ние двајцата сме одлични ученици пред повторувачи? Не, тоа никако нема. Па да, мислам дека тоа воопшто не е фер, не е другарски, нели? Не е другарски. не. Па кажете како да се фалиме, нели? Добро. Па чекај. Тогаш ќе видиме ние Соленче повторувачи, нели? Чекај, Иване, мислам... Да, се извинувам. Видете, тоа можеме да го видиме не и после. До тогаш да видиме што се случува на нашата втора програма. Многу се извинуваме, драги гледачи, ама додека се надпреваруваме јас и Поце, втора програма нема. Точно. Нема втора програма. Има само прва. Значи, гледајте го на првата програма, нашиот супер квиз. И, Гоце, како се викаше квизот? Чекај. Не е важно, Поце, како се викаше квизот. Кој гледа, ке знае. Кој не гледа, нема да гледа ни втора програма. Точно. Значи, нема втора програма. Има само прва. Да. Клуч, заклуч, катанец, догледање, исклуч. Точно, нема втора програма. Нека се знае дека ние сме главни. Да. За она, драга дружино, повторувачи. Поце и Гоце ни се извинија нам на Ленче и мен. Да. И сега да се знае, кога сме сите одлични, можеме да продолжиме со квизот, нели? Значи, да видиме. Можеме. Резултатот по пробните прашања од нашиот квиз, кој знае, кој не знае, ќе научи, да видиме, резултатот е се уште нерешен. Да. 0-0 поени за Гоце Скокале и... Ве молам, Поце, извадете го стапчето. Значи, 0-0 поени за Поце Кокале. Одиме на резервните прашања. Дали можеме да ги поставиме резервните прашања? Само обидете се. Како тоа? Како тоа, само обидете се? Кој рече само? Поце, мисли да се обидете, па ако знаеме. тоа, знаеме, Што ме така внимавајте? Прашањето е од подалечната историја. Кој бил Ханибал? Сега. Ханибал? Да. Па, и тоа прашање не е баш така од подалечната историја. Значи, Ханибал беше мачорот на мојот сосед Ристе Бубаќ. Браво! Значи, тој Ханибал, тој мачор на мојот сосед Ристе Бубаќ. Браво! Се разби. Доволно. Јас мислам дека е доволно. Ако тој мачор на неговиот сосед Ристе Бубаќ навистина се викал Ханибал, тогаш мислам дека... Ма се викаше Ханибал, чесен збор, јас сум сведок. Па добро, доволно е. Тој мачор не е виновен што Ристе Бубаќ му го дал името Ханибал, поној познатиот Ханибал од историјата. Одговорот е точен. Браво! Си честитам! Благодарам. Молам. Случај, кој знае, се си знае. 101 поен за Поце Кокале. Браво. Поце. Стапчето, историското стапче кое што одиграло е историска улога ова историјата на училишното воспитување. Денес представува единица мерка од 101 поен. Браво. Сега одиме на пробното прашање резервно за Гоце Скокале. Да. Пак прашање од подалечната историја. Кој бил Хектор? Сега. Кој бил Хектор? Па Хектор бил, Хектор бил... Гоце! Нема подкажување, Па знам, Хектор беше петел на тетка Рајна, а тетка Рајна му е тетка на Поце. Браво, Гоце! Браво! Петелот на тетка ми Рајна Сновалка се викаше? Точно. Сега да ви кажам, драга дружино, еднаш беше фрил око на незиниот кокошарник еден лисец. Чекајте, каква врска има Хектор со кокошарникот на тетка Рајна Сновалка, па нека му е таа тетка и на Поце? Каква врска? Па нели прашањето? Гледајте, каква врска има?
Па Хектор беше главниот петел, тоест првиот петел во тој кокошарник. Каква врска има? Да, Ленче, па ова е исто како она пред малку. Па да, петелот Хектор не е виновен што е Хектор, што го носи името на Хектор, како оној Хектор што е бил попознат оној од историјата. Како попознат? Попознат Хектор од Хектор, петелот на тетка Рајна, тоа не може да биде. Значи, одговорот ми е многу точен и за мене 101 поен. Браво, Браво, Раце! браво, Воце, браво, точен е. Ханибал бил војсководач, а Хектор јунак на глас. Не мислете дека не знаеме, научивме така на час. Знаеме добро, било така. Што било, не велиме не. Но знаете денес е и вака, малку поинаку се. Простете, но Ханибал е еден мачо, а Хектор петел на тетка Рајна. Зар може да биде, да не сте чуле, па тоа не е никаква тајна. А баш е Ханибал добар мачо, со страшен мустак, мислише крал. Сила е дури и без еполети, личи на генерал. А баш е и Хектор добар петел, гордост на својот ердуве сој. За 2-3 села, чујно и силно на светот кукурика само тој. Простете, но Ханибал е еден мачо, а Хектор петел на тетка Рајна. Зар може да биде, да не сте чуле, па тоа не е никаква тајна. Простете, но Ханибал е еден мачо, а Хектор петел на тетка Рајна. Зар може да биде, да не сте чуле, па тоа не е никаква тајна. Простете. Простете. Драга дружино, како што гледаме, резултатот е одново нерешен. Нашите надпреварувачи Поце и Гоце имаат по ист број поени, по 101 поен. Да. А сега да видиме, Поце, дали си во состојба да освоиш уште 101 поен. Да видиме, да видиме. Внимавај. Внимавам. Прашањето е составено од неколку подпрашања. А момент, само да прашам. По колку поени носат подпрашањата? Мислам, ако не е тајна, да ми кажеш. Не носат николку. Поени носи само целото прашање. Цели 101 поен. Внимавај. Добро. Колку е половина од 8? Половина од 8. Половина од 8 е 4. Браво! Одговорот е точен. А колку е половина од 4? Половина од 4. Половина од 4 е 2. Браво! И овој одговор е точен. А сега да видиме колку е половина од 1. Половина од 1. Половина од 1? Да. Може, ќе одговорам и на ова прашање. Навистина прашањето е малку тешко, но сепак ќе одговорам. Нема што не може Поце Кокале. Само колку време имам за размислување? Неограничено, имаш неограничено време за размислување. Добро, значи имам неограничено време за размислување. Половина од 1. Половина од 1 е 2. Браво, Поце, браво, Но Поце. како тоа 2? Така? Момент, научно ќе докажам. Еве. Ако ова едно јаболко го гледате ли јаболкото? Не го гледаме, многу е малечко. Добро, момент. А ова јаболко го гледате? Да, го гледаме. Ова е преспонско, одресен, мислам, ако е тоа важно. Ако ова јаболко го пресечеме на половина, еве вака, така, и добиваме половина и уште една половина. Значи, 2 половини. Значи, половина од 1 е 2. Браво! Одговорот е точен. Тоа се нови поени за Поце Кокале. Честитам, браво, Поце. Па тогаш, Поце, ајде сега да ве видиме вас. Добро. Па сега ќе не видите нас. Внимавај, Гоце. Внимавам.
на кој вид животни... Знам. Е па добро де, штом знаеш, ајде кажи го одговорот. Кој одговор? А на прашањето, па јас го знам одговорот, ама не го знам прашањето. Може ли прво да го чујам прашањето? Ма може, се разбира дека може. За тебе се може, само немој да ме прекинуваш. Добро, нема, ајде прашањето, брзо. Значи, на кој вид животни им припаѓа зајакот? Значи зајакот, На кој вид животни им припаѓа магарето? магарето, На кој вид животни им припаѓа прасето? добро прасето, И на кој вид животни им припаѓаат лавот и тигарот? Сега. значи лавот и тигарот. Така ли е? Точно. Ајде, сега. Што сега? Па треба да одговараш, имаш време за размислување 3 секунди. Колку? 3. Па зошто 3? Па чекајте, зошто 3? Па тоа не е фер, не е другарски. Како сега не е фер? Па поце пред малку имаше неограничено време за размислување, така ли е? Па затоа што ние поце повеќе го сакамете затоа. Што? Вие повеќе го сакате поце од мене, па тоа не е фер, не е другарски, не ли е така? Па Не е фер, не е фер. да. Добро, не е важно, дружино, не е важно, ќе видиме на крајот од квизот кој ќе го сакаат повеќе. Значи вака, на кој вид животни им припаѓа зајакот, на кој магарето, магарето, на кој прасето, прасето, а на кој им припаѓаат лавот и тигарот. Така ли е? Ма точно така, само ајде оди понатаму. Сега. Вака, зајакот им... Иване, може ли јас да одговорам малку попосле? Мори мајко, не може. Ајде одговарај, сега. Зајакот им припаѓа на плашливите животни. Добро, ако не може попосле, па добро, може ли да одговорам телеграфски? Може, телеграфски, може телефонски, само одговарајте, молам го се па. Добро, Времето ни истекува, ајде. Така ми е полесно. Значи вака, зајакот им припаѓа на плашливите животни, магарето им припаѓа на тврдоглавите животни, прасето им припаѓа на валканите животни, стоп. Лавот и тигарот им припаѓаат на страшните животни, стоп. Така ли е? Така е, стоп. Браво. Готе, стоп. Браво. Неверојатно, па резултатот е одново нерешен. Навистина Иване, што ќе неверојатно. правиме сега? Па не знам што да правиме. Еј, знаеш што мислам? Да им го поставиме она прашање. Кое е прашање? Па она најтешкото. Важи. Важи. Значи, на преворувачи, внимавајте. Ако не го добиеме конечниот победник и по ова прашање за победници во суперфиналето на квизот, кој знае, кој не знае, ке научи, ке ве прогласиме и двајцата. Браво. Внимавајте. Зошто сега е сега, зошто да не е после? Зошто после е после, Зошто да не е сега? Зошто е таму, зошто да не е ваму? а зошто е ваму, зошто да не е таму? Зошто нешто е нешто, зошто да не е ништо? А зошто ништо е ништо, зошто да не е нешто? Зошто е лево, зошто да не е десно? А зошто десно е десно? Зошто да не е лево? Зошто лавот е лав, зошто да не е брав? А зошто бравот е брав? Зошто да не е лав? Зошто денот е ден, зошто да не е ноќ? А зошто ноќта е ноќ? Зошто да не е ден? Зошто сме ние, зошто да не сме тие? А зошто се тие? Зошто да не се ние? Зошто и јас сум јас, зошто да не сум ти? А зошто си ти? Зошто не си јас? Зошто? Епа, затоа. Така е, поце, браво. Затоа. Браво! Точен одговор! Браво! Браво, супер браво, нема што, супер браво. Какво прашање, таков одговор. Видовте, Видовте, сакаа да ги збунат Поце и Гоце, да ги сплеткаат. Тие ќе ги збунат Поце и Гоце. Кој знае, нема што. А кој не знае, ке научи. Така е, ќе научи. Мам, што сакате да кажете со тоа кој не знае ќе научи? Што сакате да кажете? Сакате да кажете дека јас не знам? Јас не знам, нели? Јас знам, ама не кажувам. Колку пати треба тоа да ви го повторувам? Знам, ама не сакам да се правам важен. Тако сум јас. Драги гледачи на нашето супер финале, на супер квизот, Кој знае, кој не знае ке научи. како што гледате, резултатот е одново нерешен. Да, нерешен. И двајцата наши надпреварувачи имаат по 101, 202, односно купно и 3 поени. Браво!
Значи, како што гледаме, резултатот е нерешен. Според тоа ги прогласуваме и двајцата наши надпреварувачи за победници. Браво, честитам! А додека ние да се договориме како ќе ги поделиме наградите, драги гледачи, Драги гледачи, додека тие да се договорат за предвидените награди, додека тие да се договарат, ние што ќе останеме без награди, мислам можеме да си отидеме и да ги исклучиме телевизорите и да си заминеме в кино, нели? Можеме да заминеме в кино. А можеме дури, ако сакаме да се правиме дека ни е сеедно, можеме дури да им честитаме или да им завидуваме или да Кој? Кој рече дека им завидувам? Јас им завидувам. Јас сакам само да речам, додека тие да се договорат, ние можеме да го гледаме нашето омилено интермецо, тоа сакам да го речам. Кој што заслужил награда, кој што заслужил интермецо, нели? Другарски, нема што? Браво, супер браво! Еве го, драги гледачи, моментот кој сите со големо нетрпение го очекувате. Бре, што ми прикажа со големо нетрпение. Мене, ако сакаш да знаеш, баш ми е седно. Баш ми е гајле за вашите големи награди. И ако мислиш дека јас им завидувам на Поце и на Гоце, да знаеш дека многу се лажеш. Добро, баже, немој сега на крајот да се караме пред сите. Незгодно е. Јас се карам. А тој што мене ме предизвикува? Тој што се кара со мене? За него ништо. Добро, Иван не мислеше дека ти си нетрпелив. Па не мислев на тебе, баже, немој така. Сите ние сме нетрпеливи. Еве и Поце е нетрпелив, и Гоце е нетрпелив. Да, и јас, и Гоце. Па, јас сум многу нетрпелив. Значи, ке има и награди. Опа, јас сум многу нетрпелив. Ајде, дајте да ги видиме наградите. А какви награди се, какви? Па, наградите се... Чекај да видиме. Ајде, видите поболго, јас сум многу нетрпелив. Какви се? Наградите се... Знам какви се. Па штом знаеш? Ајде, кажи какви се наградите. Какви се наградите? Да. Па јас, всушност,
Не знам какви се наградите, ама многу сакам да знам какви се наградите. Какви се? За учеството во квизот кој знае, знае, кој не знае, ке научи, нашите надпреварувачи Поце Кокали и Гоце Скокали, двајцата од Криволак, добиваат како награда по еден спортски автомобил. Најнов тип на спортски автомобил. Автомобил? Зар, леле, зар вистински спортски автомобил? Браво, Пуце! Браво, Гоце! Браво ние! Браво! Не може, и јас сакам вистински спортски автомобил. Ma čekaj, Baže. Нема чекање, и јас сакам вистински спортски автомобил. Ама čekaj, Baže, pa уште не сме завршиле. Иста награда, спортски автомобил, најнов тип, добива и Баже Видра, но за не учество во квизот кој знае, знае, кој не знае, ке научи. Браво, Баже, честитаме! Браво, Баже! Па, зарем и на Баже Видра вистински спортски автомобил? Зарем можно тоа? Па, чекај, Поце, па зошто да не е можно? Можно е, се е можно. Браво, Баже, браво, се е можно. Благодарам, можно е, благодарам. Можно е, а може ли да прашам, каде се, мислам, автомобилите? Автомобилите се под вашите клупи. Под нашите клупи? Како е можно да се смести вистински спортски автомобил под клупа? Зошто да не е можно? Се е можно. Не ли е така, деца? Се е можно. Денеска се е можно. Може да се смести вистински спортски автомобил. Можно е, можно Дали е. е можно да... Еве го мојот е најубав автомобил на светот. Чекај да видам. Еве го и мојот. Да. Не е точно. Мојот е најубав. Леле, што е убав. Најубав е. Ти многу Славко знаеш. ќе се изнасмеам. Како може вашите да се поубави од мојов, кога се сите исти? Не се сите. Не се сите. Мојот има 4 Да играме. Што е ова, што е што? Димуле. Сето поле шетало, безброј колја носело. Што е? Тоа ти е еш. Да играме. Што е ова, што е што? Елен в море пливаше, ни се море матеше, ни се елен давеше. Што е тоа, што? Тоа ти е брод. Да играме. Што е ова, што е што? Дедо има кожувче, сето поле покрива, Вардар не го покрива. Што е, што? Тоа ти е снег. Времето за игране кој ни го зема. А време за игра се почесто нема. За кој некој не може да слаби. Тоа време никогаш нема да се врати. Времето за игране кој ни го зема. А време за игра се почесто нема. За кој некој не може да слаби. Тоа време никогаш нема да се врати. Ajde, da se družime. Ajde, da se družime. Bez drugari je tažno, drugarstvo to je važno. Ajde, da se družime. Koga sme radosni, koga sme srećni. Ubavo je neli, ubavo
narod, radost da se deli. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tažno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tažno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Koga pak ne